Се наоѓаме на трасата на експресниот пат Градско Прилеп. Причината поради која што сме овде ќе ни ја каже советникот во Росоманскиот совет Павле Димов. Конкретно ова место всушност требаше да биде онаа фамозна Клучка Сирко. Вака, се наоѓаме точно како што кажавте на местото брзиот пат Градско Прилеп А1, кај што беше тука на лице место, точно на ова место се случи и најголемата лага што ни ја кажа министерот Бочварски од Скопје, кај што беше тука на лице место со негова делегација и надзорот, изведувачот на градежните оперативи. Токму на ова место ни беше обеќано дека ќе има приклучок, дојде на лице место, се разгледа теренот и кажа дека е погодно за таква работа. Рече че дојдам со комплетна документација да ви кажам и да го почнеме проектот, но тоа не се случи. Го чекавме негде околу 2-3 месеци, он рече за 2-3 недели, 2-3 месеци го чекавме, тој не се јави, ние повторно го активиравме штрајкот и по активирање на штрајкот за 2 дена повторно не повика на 30 март во Скопје во Министерство за транспорт, кај што ни кажа дека од клучката нема ни буквата К. Крај, тоа е завршено, не може да има таму клучка, кај што ни обеќа алтернативно решение, пат од 6 метри до клучката на Крушевица, која е на 2 километри одовде, која е нефункционална за никого. Значи, ова клучка е функционална, ќе биде за жителите на село Сирково, односно за цела општина Росоман, бидејќи таа клучка е нефункционална. Затоа ние имавме 2 барања. Првото беше приклучок на брзиот пат Градско Прилеп и второто барање ни беше овој пат што воде од Росоман до Сирково и од Бензиска до Сирково да ни се комплетно преасфалтират, бидејќи ние му ги дадовме во комплетно нова состојба. Министерот требаше да ни даде договор потпишан од него дека ќе се преасфалтират тие патишта. Он само ни даде некои си небитни решенја дека ќе се изврши санација на патишта. Ние санација не прифаќаме. Значи, од тука би ги повикал надлежните од општината и од да го повикат министерот да дојде, бидејќи ние од 1 јули повторно ќе го активираме овој штрајк. Морам да прашам, клучката беше исфрлена од дневен ред, што се вика со образложение од безбедносни причини. Дали ви беше кажано кои се тие безбедносни причини поради кои што не може да се изведе клучката? Вака, значи, они се вадеа на секаков начин дека би било од безбедни причини не би можело овде, мада што дојдоа и го разгледаа со надзорот од Штраба, кажаа дека тука имаме подвозник, дека може да биде. Пони не знам што се деси, првично договориме, после тоа се откажа тој договор, а безбедности причини демек од една клучка до друга и мало 3 километри не се правеле на толку блиско место, што мада нема врска, бидејќи и таа клучка слушам дека во последно време и таа е откажана дека нема да се гради. Гледаме овдека градежната оператива си стои, меѓутоа имаме некои информации дека можно да дојде до прекин на работите или? Вака и ние сме ги чуле тие информации дека градежната фирма дека ќе го напушти теренот, а поради кои причини некои викат дека пари не му пуштила влада, дали значи не влева му тие работи, дали е до пари, дали е до шоја, ама така чувствуваме, така се осеќа атмосфера дека се нам не намалена градежната работа. Така да доколку прекинат, ни ќе останеме со неасфалтиран пат. Еве го гледате патот кај што ги носат луѓето праските што не може да ги пренесат, тука трпат штети и ни ќе трпиме цел живот штета тука. Бензинска пумпа ДМД Оил.